Од 5 до 10% се бележи намалување на производите согласно есенската потрошувачка кошничка, посочи денеска министерот за труд и економија Бесер Дурмиши на отчетот Стодена влада. Најголемо намалување на цените има кај млечните производи, месото и зеленчукот. Во зависност од начинот на исхрана и маркетите од каде се пазарува, едно 4-члено семејство може да заштеди од 690 до нешто повеќе од 1300 денари месечно. Првичните анализи од терен кажуваат дека цените на производите од есенската кошничка се намалени во просек од 5% до 10%, при што кај некои производи намалувањето на цените е помало или воопшто и го нема, како на пример лебот, маслото, за јадење и млекото. Додека кај други производи истото значително поголемо намалање. На пример месо, зеленчук и млечно производи, сирење, кашкавал и така натака. Се очекува намалувањето на цените да биде уште поголемо, имајќи го во предвид и намалувањето на цените во трговијата на големо, кое допрва треба да се случи во наредните практи при достава на производите во маркетите. Дополнително намалување на цените на производите се очекува до крајот на овој месец, бидејќи на сила стапи законот за нефер трговски практики, посочи Дурмиши. На ваков начин се работи на подобрување на стандардот на граѓаните со намалување на цените на производите. Во ова насока е важно да се каже дека стапи на сила и законот за нефер трговски практики со кои се ограничуваат работот и дополнителните трошоци за над 2500 прехранбени производи, од што очекуваме дополнително намалување на цените на храната до крајот на овој месец. Во наредниот период ќе се вршат и редовни контроли во маркетите со цел да се провери колку се почитуваат донесените мерки од страна на влада. За секое непочитување ќе следуваат соодветни казни.